Верувам дека разговорот кој што следи ќе го задржи вашето внимание со оглед на тоа дека ќе говориме со мојата денешна гостинка Ирина Тошева, која што речиси 15 години е модна дизајнерка. Верувам дека навистина ќе биде интересно со оглед на тоа дека ќе напоменеме нешто повеќе за незините почетоци, за незината професија, односно колку незината професија е одговорна и макотрпна, но исто така ќе напоменеме нешто повеќе за самата облека, за самото парче облека кое што се изработува од еколошките материјали, но многу повеќе ќе слушнеме и за незините соработки кои што следеле во текот на овој период. Да и посакаме добро утро на Ирина Тошева. Добро утро и благодарам на поканата што дојдовте во мојата ателје. Мило ми е што имаме можност да го видиме со оглед на тоа дека навистина е приубава и чест ни е што сме токму овде. Имате проект кој што служи за промоција на одржлива мода и креативен активизам. Што всушност за вас значи самото име на проектот Џан? Џан всушност е архаичен збор што значи душа или живот. Целата колекција е всушност инспирирана од Ала Турка облеката, тоа била облека од 19 век, но многу интересно затоа што се сметала за ориентална облека и била носена од македонците, од христијаните. И занаечиите тука всушност биле оние кои на некој начин биле дизајнери во тоа време и со нивната умешност ја правеле оваа облека да биде препознатлива и интересна. Јас ги користев нивните мотиви кои ги работеле на везовите, инкорпорирајќи ги на нов и модерен начин, користејќи пастелни бои, значи тука тој момент на џан, на душа, на живот, на тишина, го преведов преку пастелните бои, за сето тоа да излезе како една модна колекција, а и самиот моден настан да биде една скроз друга приказна. Вие напоменавте како го направивте тој спој, но како поточно споивте таа традиција на современиот дизајн во вашите креации? Како ви дојде таа идеја? Секогаш во мојата работа се трудам да црпам од нашето културно наследство, материјално или нематеријално наследство. Сметам дека имаме навистина многу приказни кои треба да се истражат и кои треба да ги раскажеме. Креативците се луѓето кои може тоа да го доближат до обичниот човек, да го направат да биде интересно, а пред се и до помладата генерација. Зашто цело време сме бомбардирани со секакви трендови, со се од западот, зашто да не покажеме дека и нашето што го имаме тука е навистина вредно и да го направиме интересно и атрактивно. Истражувањето траеше навистина долг период, повеќе од година дена, патував низ Македонија, ги посетував музеите, пробував да најдам литература, разговарав со етнолози, за сето тоа да се почувствувам доволно спремна за да кажам дека сега е време да работам оваа колекција. Како што напоменав, работев, значи, фокус ми беа везовите од тоа време, но сакав да ги направам да бидат интересни. Значи, не ги преведов буквално, не направив колекција која се состоеше од шалвари, од бели кошули и од златни и црвени елементи на облеката, туку баш напротив, колекцијата е пастелна, нема шалвари, но обликот на шалварите всушност го качив на ракавите на кошулите. И везовите ги направив да бидат многу поголеми, користени се јажења, користени се плетенини, значи работев со скроз други техники, но сепак соработувајќи со локални занаетчи, со дизајнерите на нашето време и користејќи само материјали кои не биле конвенционални за тоа време. Еве настрана од овој проект ќе напоменаме дека околу 15 на години сте моден дизајнер. Како ми говоревте за проектот, се гледа некоја возбуда во вас, некоја амбиција, што тоа на некој начин не кажува дека навистина си ја сакате професијата. Што значи всушност да се биде моден дизајнер и колку е одговорна самата таа работа? Па модата е многу повеќе од обични фустанчиња, од фустанчиња за одредени свечености. Модата може да менува животи, модата може да биде политички чин за сето она што се случува во општеството. Јас пред се сум и активистка, покрај тоа што сум модна дизајнерка, затоа што истовремено со студиите бев дел од младинскиот невладин сектор, па така сето тоа некако природно си дое. За сето она што го работам да носи некоја длабока порака, дали за тоа што се случува во моментот во општеството, но секако нели да црпи инспирација од минатото.
Модата навистина може да промени многу и се радувам што и граѓаните тоа го препознаваат, затоа што на времето кога јас започнував, модните дизајнери беа само контактирани кога имаше одредени свечености, а сега сме контактирани дури за одредени совети. Се радувам кога некој ќе ми пише на социјалните мрежи нешто да се советува, па дури и да ме праша каде да ја даде старата облека, што може да направи ако таа не е во добра состојба. Значи полека се менуваат работите. Да, сега дојде едно ново време каде што социјалните мрежи и модерната технологија многу помагаат, па скоро и во сите професии можам да кажам слободно. Ке прашам, зошто одлучевте да користите исклучиво природни одржливи материјали? Користењето на природни материјали пред се си дојде исто спонтано, зашто од почетоците на мојата работа, затоа што си одев пред се по себе, што мене ми е најубаво и најпријатно на кожата, и што ми е мене лесно да го одржувам за да можам неколку пати да го носам без проблем. Така секогаш почнав да обрнувам големо внимание на материјалите, ми беше предизвик да најдам памучни соодветни материјали тука. Па во меѓувреме научив за материјалите со одредени сертификати. Ако некој материјал има сертификат, тоа значи дека е еколошки, дека се користени еколошки бои, дека нема да направи иритација на кожата, или па има и одредени сертификати кои ни гарантираат дека луѓето кои учествувале во неговото создавање, значи во берењето, растењето и во ткаењето се платени како што треба, затоа што за жал модата и текстилната индустрија се многу експлоататорски и треба да внимаваме и на овој дел, значи да не биде само производот да биде целосно одржлив, мора да бидат опфатени сите овие аспекти. Во меѓувреме открив и за дедсток материјалите. Дедсток материјали всушност се материјали остатоци од фабрики кои се откупуваат од одредени магазини како не би завршиле на депонија. Па исто си гледам да вклучувам и вакви материјали, доколку користам одредени материјали кои не се од природно потекло, а кои секако мора да ги има како постави. Гледам барем тие да бидат дедсток, значи пак на некој начин да бидат одржливи. Еве видите дедсток материјали, напоменавте всушност какви се тие материјали, како се користат истите при самата изработка на една облека? Па јас највеќе ги користам како постави, затоа што поставата секогаш мора да биде од полиестер, затоа што инаку доколку се работи за палто, ќе електризира, ќе прави проблеми, нема да биде практично за носење. Значи јас со задоволство би ставила некој памучен материјал внатре, но си има одредени правила зашто се така и ние како дизајнери сепак треба да се држиме кон нив за да нели на крајот на денот и клиентот биде задоволен и да си го носи тоа парче и да биде функционално тоа парче. Па затоа најголем дел од поставите ми се од овој тип на материјали, додека пак другите материјали главно се најдени од надвор, но на пример за последнава колекција, затоа што сакам да користам волнени материјали, исто купував и дедсток материјали, но од тетекс, што ги прави моите дизајни буквално 100% македонски. Значи и материјалот е локален и нели дизајнот е локален и производството е локално. Нешто што за жал, откако ќе ги нема повеќе овие залихи од тетекс, нема да можеме ние како дизајнери да го постигнеме, затоа што немаме локално производство на текстилен материјал. Верувам дека од приложените парчиња токму овде во оваа ателје, дел од нив се изработени од тие дедсток материјали кои што ги напоменавте. Како изгледа самиот процес на изработка? Говорам која е она почетна точка, која е крајната точка, колку време е потребно за изработка пример на една кошула која што е поставена токму тука? Па процесот нели пред се започнува од идејата или од договор со клиентот доколку се работи за нарачка, не е парче од колекција. Земање мерки, наоѓање на соодветниот материјал, ете дали ќе биде најден локално, дали ќе биде нарачан од некаде, доколку е нарачан од некаде си има и царински процедури кои го зголемуваат и трошокот и времето и ни ги намалуваат живците, но тоа е тоа, не може се да биде убаво и креативно. Потоа се работи на кројот. Јас работам со моделарка која работи дигитални кроеви, значи дигиталните кроеви го скратуваат времето на производство и не се трушат ресурси, односно не се користи материјал за правење на пробно парче кое потоа нема никаква функција и би завршило во отпад. Туку директно може да се работи од вистинското парче. Овој процес е можеби малце поскап, но сепак е одржлив на крајот на денот и не ни додава на време, туку баш добиваме на време, што на крајот на денот, нели, времето е пари, ако така гледаме. Потоа си се пробите со клиентот доколку се работи за парче за клиент или па со манекенка доколку се спремаме за ревија или за некој настан.
или моден едиторијал, затоа што сепак најубаво е кога парчето ќе биде пробано на вистинско тело, отколку само да работиме на кукла. И на крајот парчето си се завршува и ета клиентот си го зема дома, си го носи, му се радува или па ета го гледа на некоја модна ревија, па потоа доаѓа да си го купи. Има ли одредено парче на кое што сте работеле најдолг временски период, што и всушност е невообичаено? Па имам неколку такви парчиња, најчесто биле затоа што биле користени неконвенционални материјали, па го правеле процесот да биде многу потежок, или бил користен текстилен отпад, односно текстилни остатоци, например еве овој блузон е од текстилни остатоци од фабрика која шие тренерки. И на вистина ни требаше многу време затоа што парчињата као прво не се ни сите во иста големина, туку играш тетрис на некој начин од каде може да скроиш, од каде не можеш да скроиш, па да ги скомбинираш сите бои, па да ги сошиеш сите едно со друго, па да ги добиеш ракавите да ги углавиш. Значи сето тоа одзема многу време и не само време, туку бара и да размислуваш многу повеќе, сето тоа на крајот да изгледа убаво. Имало сега кои парчиња кои биле рачно работени, кои исто земало многу време или доколку било за некоја свеченост, каде што било од некој материјал како чипка, значи тантала, нешто такво, што мора дополнително рачно да се доработува. Но искрено тоа е делот во кој што јас уживам. Многу сакам кога имам можност да работам баш со раце, си гледам серии, си слушам подкасти, си исклучувам од светот и си работам со саати. Дури грбот не ме потсети дека треба да се исправам и да станам и да оставам малце да се одморам. Така да уживам во тој процес, но сето тоа на крајот на денот нормално ја качува финалната цена. Ке може ли да ни откриете со какви предизвици се соочувате кога увезувате еколошки материјали во Македонија? За жал, нашата земја не ги препознава овие еколошки материјали. Гледаме и од самите медиуми дека многу полесно е да увеземе отпад кај нас, отколку ете да донесеме материјали кои гарантираме дека се еколошки, значи сертификатот е баш гаранција. За жал, јас не барам да не плаќам царини, туку барам да бидат препознаени и да има одредени олеснувања, за да финалната цена на производот да не биде толку висока, затоа што сепак сакам моите парчиња да бидат подостапни за обичниот граѓанин. Дали сметате дека државата треба да ги намали царините за увезување на еколошки материјали кај нас? Секако треба да ги намали, во моментов не ги препознава сертификатите, кога им кажуваш, ама видете има ваков таков сертификат, едноставно викаат тука во нашите шифри тоа го нема и едноставно тарифникот или како и да им се вика тоа по кое што се водат, најверојатно не е доволно апдейтуван за денешното време. Зборувам конкретно за текстилните материјали, значи за она што јас го нарачувам. Сакам да слушнеме нешто повеќе за тоа кое е вашето мислење, кој е вашиот став за младите модни дизајнери, веќе кажам оние кои што сега навлегле во таа професија и за тоа како младите модни дизајнери можат да работат со циркуларна економија. Циркуларната економија на некој начин и станува тренд и одржливоста исто. Тоа колку што ме радува, толку и ме плаши, но сметам дека од голема помош пред се за младите дизајнери, затоа што освен што помагаат на животната средина, ете доаѓаат и до материјали, односно пренаменуваат, реупотребуваат стари облеки, им даваат нов живот. Видовме и на последната сезона на Моден викенд Скопје дека имаме веќе еден нов бранд на млади дизајнери, кои голем дел од нив и се трудат да работат одржливо, значи уште од почетоците на нивната работа зборуваат на оваа тема, што значи дека и во иднина дополнително и подлабоко ќе навлегуваат во ова. Тоа особено ме радува, баш и оваа пролет пред следната сезона на Моден викенд Скопје ќе имаме еден интересен проект каде што поврзуваме локални млади дизајнери со дизајнери од нордиски, балтички земји. И сметам дека баш таа размена на искуства ние како локалци ќе ги запознаеме со нашите техники за нетчиски, рачни техники, уметници локални, додека пак тие ќе не запознаат баш со одржливите практики. Сигурна сум дека ќе добиеме интересни производи на крајот и дека сето ова дополнително ќе им ги отвори очите на младите дизајнери на оваа тема. Може ли да напоменеме нешто повеќе за вашата соработка со занаетчиите од Идризово? Шивачката работилница во Идризово, можам да кажам дека еве полека ќе полни една година, односно иницијативата, не е самата работилница, работилницата почна малку подоцна.
Целата иницијатива започна исто спонтано, бев поканата од затворот за одредена соработка, но јас отидов спремна со цела PowerPoint презентација. Ајде да правиме ова, ајде да правиме она. Директорот, господинот Зоран Јовановски е навистина многу отворен и само ми кажа, вика, супер Ирина, ама дали знаеш дека ние немаме финансии за сето ова да го направиме? Јас кажав, не е проблем, ќе пуштам апел на социјалните мрежи, граѓаните баш ќе бидат циркуларна економија, секој од нас има машина за шиење дома или стари материјали од нашите мајки, баби кои веќе не ги користиме. И ќе пробаме да ги најдеме соодветните работи кои ни треба, да направиме едни услови, пригодни услови за работа. И така од април месец започна шивалната таму, каде што жените си одат буквално како на работа. Од 8 часот до 15 часот, секој работен ден се таму, работат на производи, јас одам еднаш неделно, им помагам со насоки. На почетоците имавме јануари, февруари, марти работилници во женскиот затвор, каде што правевме селекција која од жените ќе продолжи или за да работи во работилницата. Ги обучувавме која од нив ќе има интерес, која навистина ќе сака, која само се приклучила затоа што немала што да прави. И навистина има огромен напредок кај нив, се гледа дека уживаат во целиот процес и дефинитивно, како што е научно и докажано, рачната работа ментално може многу да ни помогне и ќе нас спаси. Да, верувам дека тоа за сите нив е еден плюс. Ќе продолжат тие работилници, верувам. Да, работилницата ќе се функционира, значи ова не е никаков проект, нема никаков грант, сите финансии кои се добиваат од продажбата на производите се реинвестираат дел во работилницата, односно за купување нови материјали и конци. Конците пред се за везење не се потрошен материјал кој мора нонстоп да се купува и другата половина оди на сметките на жените. Ова им дава и дополнителна мотивација, затоа што покрај времето поминато таму учат и нови работи, добиваат средства за кога ќе излезат на викенд или здравје кога ќе излезат од затворот, но им отвара и нови можности за нели само вработување или нешто по издржувањето на казната. Ева, напоменавме за соработката со занаечиите од Идризово, напоменавме за проектот Џан. Како според вас креативниот активизам, вашиот креативен активизам влијае на локалната заедница? Па кажете вие, мислам дека влијае. Се трудам се што правам да има нели некаква порака, да менува некои работи. Живееме во општество и во држава каде што сите сме научени да кукаме и сите само слушаме како кукаат. Искрено сум уморна тоа, сметам дека имаме пред се мир во нашата држава и дека тоа е најбитно, ако имаме и здравје, дека имаме добитна комбинација и дека треба да ги користиме придобивките, да покажуваме дека имаме квалитетни работи, затоа и секогаш и користам и македонска музика, например, во моите проекти, зашто да користам песна од Бионсе, кога можам да користам музика од локален музичар, да покажам дека и кај нас има квалитет. И можностите нели секако потоа јавноста си ги препознава, си се отвараат и проектите и нови работи, значи навистина јас сум благодарна, но сметам дека треба и младите генерации да ги учиме повеќе да прават убави работи отколку да седат на телефоните и да се жалат. Од каде ја црпите самата инспирација при вашата работа? Дали можеби се инспирирате од некои локални производители? Па гледам секогаш да ги пратам разни групи што има на социјалните мрежи за ракотворци, па ако видам некој интересен или го заследувам, се запознаваме, па ете и соработуваме. Одам и на базари, еве баш викендов бев на еден базар каде што сретнав една интересна занечика и се договоривме следната колекција да правиме заедно. Јас не ги познавам сите, туку јас дополнително си ги барам и си ги откривам. И нели многу е убаво и кога ќе направите муавет, па ќе си кликнете дека ќе видите дека сте на некое исто енергетско ниво. Гледам пред се сето она што го работам да ми биде на мене интересно, да ми биде предизвик и на мене, да не ги правам работите само како викаат ради реда. Тоа мислам тотално го одбегнувам и сметам дека потоа и самиот купувач и самата јавност тоа го препознаваат кога нешто е работено и со љубов, со многу внимание, со многу трпение, значи самата приказна обичниот човек ја гледа.
Се истакнува од другите. Да. Да. Пред самиот крај сакам да напоменеме нешто и за женскиот младински хор на МКЦ, односно за вашата соработка. Како вашата соработка со женскиот младински хор на МКЦ збогатува вашата работа? Како што споменав, секогаш за моите колекции или едиторијали, мислам каде што имам потреба од музика, користам македонска музика. Оваа година, благодарение на шивачката работилница во Идризово, се запознав со Тони Зен, па и некако спонтано му спомнав, може треба од тебе да земам песна за следната колекција. И размислувајќи го концептот на настан, затоа што не сакав да биде типична модна ревија, ми текна, викам, зашто да не ги поканам женскиот младински хор на МКЦ, со кој што имам соработувано, уште пред 10 години им ги шиев униформите, па исто пред неколку години повторно им ги шиев униформите. На други проекти исто се сретнувавме и работевме заедно. И им споменав на нив, му спомнав и на Тони Зен да нели секако да ми дозволи да користиме неговата песна, он беше воодушевен. Дури ми спомнав дека може јас треба за некој следни настапи да соработувам со нив, така да може и ги споив во блиска иднина. И настанот беше буквално за сите сетила, затоа што модата е нели за душата и за очите, а со музиката и со песната, па и со самиот стих кој беше на песната, кој навистина одговараше на самата колекција, лесно е да направиш галама, но да те видам направи тишина. Мислам дека дополнително допре до сите и дека навистина сите уживаа. Дури имаше еден смешен момент кога заврши настанот, значи јас веќе се поклонив, излегов, се поздравив, па се вратив во бекстејдж и сега очекував публиката нели да стане, да почне коктелот. Сите седеа затоа што вајлав, не знам, беа полни со емоции од целиот настан. Па дури јас излегов и им кажав толку е од врата. Така да, беше навистина интересно искуство. Ирина, ви благодарам многу за одвоеното време, да се надеваме во иднина дека ќе говориме за многу ваши идни соработки за кои вреди да се говори. Уште еднаш ќе се заблагодарам што имавме можност да го направиме токму овој разговор во вашето ателие.